Добар ден, честит празник. Православните христијани денес го слават празникот Богојавление Водици. За празнувањето, но и за другите актуелни случувања почнуваме после кратката најава. Православните христијани денес го празнуваат Христовото Богојавление. На овој ден се осветува вода за која се верува дека е лековита и чудотворна. Собранието на Република Македонија вчера вечер ја избра новата преодна влада. Преодната влада ќе го задржи континуитетот на целата усвоена владина програма, истакна премиерот Емил Димитриев. Најстудено утринава беше во Берово, каде денот започна на минус 19 степени. Студено и со температури под нулата ќе биде во текот на денот. Православните верници во Македонија денеска го слават еден од најголемите христијански празници, Богојавление Христово, во чест на крстењето на Исус Христос во водите на реката Јордан. Црквата не учи дека на овој ден сите води во земјата се свети и затоа постои обичај за полнење на водата, за која се смета дека е лековита и благословена. Во сите осветени води на реките и езерата во цела држава во тек се црковни манифестации со фрлање на честиот крст, за кој се верува дека на оној кој ќе го фати ќе му донесе среќа и берекет преку целата година. Во Штипско Новосело крстот го фати Раде Атанасов, а во населбата 8 ноември Горан Јовевски. Во Делчево крстот во студените води на река Брегалница го фати Христијан Струков од Делчевско Вирче. Собранието на Република Македонија вчера вечер со 72 гласа за, 9 воздржани и ниту еден против ја избра новата преодна влада, предвидена со договорот од Пржино. Опозицијските пратеници не присуствуваа на чинот. Претходно премиерот ја констатираше депонираната оставка на досегашниот премиер Никола Груевски, односно на неговата влада. Организирањето фери демократски избори, продолжувањето на политиката за стабилна иднина со позитивна енергија и пристап се дел од целите на преодната влада, кажа во обраќањето пред пратениците мандаторот Емил Димитриев. Тензиите да ги замениме со хармонија, конфликтот со соработка, ризиците со шанси, заканите со можности. Економскиот амбиент, наместо со непредвидливост, да го карактеризираме со јасен фокус кон нов просперитетен циклус, создавање на нови вредности, нова профитабилност за компаниите и нови работни места. Да го замениме чувството на нелагодност со нов потик за конкурентност и создавање на економијата. Да дадеме нов грб, ветер во грб на македонските и евроатлантските интеграции, покажувајќи пред сите дека ние, македонците, албанците, турците, ромите, србите, власите, бошњаците, имаме капацитет, знаење, потенцијал, вештини, сила, мудрост да ги решаваме предизвиците, дека не само што имаме државотворен капацитет, туку имаме и знаење, тој капацитет постојано да го покажуваме и надградуваме со нови вредности. Субвенционираното вработување во 2016 година ќе биде поддржано со 700.000 евра буџетски средства. Ова активна мерка за вработување се очекува да резултира со вработување на над 300 лица, првенствено од социјално ранливите категории, долгорочно невработените, млади до 29 и постари од 50 години. Мерката обуки и субвенционирано вработување се спроведува од 2013 година и досега со неа се вработиле 660 лица. Фирмите кои ќе користат мерката нема да можат да ги користат поволностите од проектот Македонија вработува. Повикот за аплицирање е објавен и ќе биде отворен се додека не се исполни предвидената бројка за вработување. Предвидена е субвенција за обука од 6.200 денари месечно во период од 3 месеци и потоа субвенција за плата за лицата кои што ќе бидат обучени во износ од 19.000 денари месечно во период од 6 месеци или пак вкупниот износ на средства кои што може да го искористи една компанија за да вработи невработено лице преку оваа мерка обука со субвенционирано вработување 132.000 денари за секое вработено лице.
Во вестите на Канал Плюс минути за невработеноста во Виница. За една деценија таа е намалена за 52%. Пред 764 активни баратели на работа во општината, вчера беа презентирани новите мерки од оперативниот план на владата за 2016 година. Виница во 2016 година влезе со 1900 невработени лица, од кои само 764 се лица кои активно бараат работа. Меѓу нив најбројни 218 се оние на возраст од 50 до 59 години, 153 се лица на возраст од 15 до 29 години, 127 се на возраст од 30 до 39, а над 60 години се 149 лица. За една деценија невработеноста во Виница е намалена за 52%, вели раководителот на агенцијата Урце Христовски. Ако земеме некој пресек од 2006 година, кога имало 3661 невработен, така да до ден денес се намалени на 1901, односно се намалени за 1760 или за 50%, за 52%. Додека вработеноста од 2006 до денес се зголемила од 3700 на 5200 или има зголемување за околу 70%. Христовски денес пред невработените и работодавачите ги презентираше сите нови мерки кои можат да им обезбедат вработување како на младите, така и на возрастните. За прв пат од оваа година невработени лица може да користат бесплатни обуки за возачи за Е и С категорија, за стекнување лиценци за обезбедување, како и обуки во областа на туризмот за стекнување сертификати. Како пилот програми за кои допрва ќе се анализира интересот, се воведува субвенционирање за отварање приватни градинки, приватни домови за стари лица, како и финансиска поддршка за лица кои ќе чуваат деца до 6 годишна возраст. Инаку 2015 во Виница, согласно мерките од проектот Македонија вработува, работен однос засновале 68 невработени, а со ослободување од придонеси од март 2014 до денес се вработени вкупно 153 лица. 2015 година само вработување со грант обезбедиле 10 лица, а со кредитирање 5 физички и 4 правни лица. Со практични искуства се стекнале тројца невработени, а субвенционирани работни места обезбедиле 13 лица. Неделава започна со изразено ниски температури низ целата држава. Слично време не очекува и во наредните денови. Утрово имавме студено време со температури меѓу -8 и -19 степени Целзиусови, а минусни температури ќе имаме и преку целиот ден. Најстудено утринава беше во Берово, каде беа измерени -19 степени. Во Штип температурата утринава беше -8,5, а во Виница -8,2 степени. Сообраќајот на сите државни патишта се одвива тековно без забрани и застој, по наместа влажни коловози. На соничавите места можна е појава на голомразица, заради што потребна е крајна внимателност при управување со возилата. Германскиот министер за сообраќај Александер Добринт ја повика канцеларката Ангела Меркел да се подготви за затворање на германските граници, за да се запре приливот на азиланти, воедно истакнувајќи дека Берлин ќе мора сам да действува ако не се постигне поширок европски договор за бегалците. Добринт истакна дека Германија веќе не може на светот да го покажува пријателското лице, фраза која ја употреби Меркел кога бегалците минатото лето почнаа во голем број да пристигнуваат во Германија. Тој за весникот Минхен Меркур изјави дека Германија мора сама да действува ако наскоро не се намали бројот на бегалци. Сите нам би ни советувал да се подготвиме за план Б, изјави Добринт. Холандските специјалци интервенираа во растурањето на демонстрациите во градот Хеск, каде локалното население протестираше против изградба на центар за прифаќање на баратели на азил. Масовниот протест започна во исто време со седницата на градскиот совет на Хеск, посветена на згрижување на бегалците. Во почетокот протестот се одвиваше мирно, но по извесно време луѓето почнаа гласно да извикуваат пароли против изградбата на бегалскиот центар и да фрлаат петарди и јајца врз градата
работата на градскиот совет. Откако припадниците за одржување на редот не успееја да ги смират, беше повикана специјалната единица која ги евакуираше членовите на градскиот совет. Општинските власти сакаат да изградат прифатен центар за околу 500 лица, но поголемиот дел од локалното население смета дека тоа е премногу за град со 12.000 жители. Земјотрес со интензитет од 5,7 степени денес го потресе Тајван. Сеизмолозите утврдија дека епицентарот бил на 23,8 км југоисточно од брегот на островот и на 20,4 км под морското дно, пренесува ТАС. Потресот најмногу бил почувствуван на територијата на село Дунхе во округот Тајдун. За сега нема податоци за настрадани или евентуална материјална штета. Репрезентациите на Србија и Грција ја сочинуваат првата полуфинална двојка на Европското првенство во ватерполо, кое се одржува во Белград. Грција во четвртфиналето беше подобра од Шпанија со 6:2, додека актуелниот европски шампион и домакин репрезентацијата на Србија убедливо со 15:5 ја победи Русија. Овие две селекции утре од 20 часот и 15 минути ќе се борат за место во финалето. Кои две селекции ќе играат во второто полуфинале ќе се знае вечерва, откако своите надпревари од четвртфиналето ќе ги одиграат Италија, Црна Гора и Унгарија, Хрватска. Ова е се во овие вести на Канал Плюс. Повеќе за денешните случувања гледате во Дневникот во 16:30 и на веб порталот kanalplus.mk. Имајте убав празничен ден.